Добар ден, убав ден. Еви денес ке се дружиме. Ке видите еден убав рецепт, исто така убави совети ке чуете и ке се дружиме. Да им се заблагодарам на нашите пријатели кои ни го помагаат постоењето на емисијата 1001 оброк. Тука е нашиот пријател, стоковната куќа МОЗ, со широкиот спектар на своји производи кои ќе го украсат вашиот дом, вашиот двор. Тука е и пријателот Жито Центар со тонус левот на минатото, сегашноста и иднината. Исто така, тука е и нашиот пријател, компанијата SC Johnson, со своите два бренда сега, тоа е Аутан и Рај. И тука е нашиот пријател АИА и со консалтинг. Уште еднаш благодарност на нашите пријатели. Денес ке подготувам обескостено пилешко, поточно обескостено копан со надкопан, во комбинација со зеленчук, како што е сладокомпир, морков, кромик, тиквичка, ротквица, попатно може уште нешто ке ставам, ке видиме за тоа потоа. Како десерт класично нема да имаме нешто, но ке ви споделам еден напиток кој што ќе ви значи многу за вашето здравје и овие топли денови да си ги поминувате полесно, а истовремено да уживате во пијалокот и да ви даде бенефит за вашите коски, за вашиот притисок, за вашето здравје општо кажано. Ајде сега да земам да подготвувам ручек. Би сакала денеска да зборувам, значи ќе го исечам месото на помали секој парче на 4 дела. И ќе го ставам да го овкусам. Потоа откако ќе го овкусам, ќе го обработуваме термички. Сакам во рамки на оваа емисија да споделам совети кај сите оние, а многу се веќе, и кај млада популација се ова, што имаат проблем со што? Со артрозни, артритни заболувања, така да ќе дадам совети која храна би требало да не се конзумира или помалку да се конзумира, а која храна треба повеќе да ја конзумираме за да имаме бенефити за во однос на тоа да немаме да ги намалиме болките, чувството на болките, а и реално да си помогнеме состојбата на врзивните ткива, состојбата општо на коските, да ни биде на едно повисоко ниво. Еве ги исеков сега овие парчињата. Ајде сега да ги овкусам парчињата месо. Си ја поварам солта. Еве го фино се врти. Еве ми сол, црвен пипер и бибер. И после ќе ги измешам убаво да се овкусат. Еве и биберот. Ајде да ги измешам убаво. А потоа ќе ги сечкам и зеленчукот. И тој ќе го овкуснам пред термички да го обработуваме. Мислам дека уште малку сол сепак треба да ставам. Не треба да се пресолуваме, но не треба и да тргнеме солта од исхрана. Посебно оние што имаат проблеми со бубрезите, треба да внимаваат многу на солта. Ако треба некогаш и некој ден без сол да јадат. Така да, внимателно. Ја мислам доволно е ова. Ке ставам малку и масло. Вака. И да отстои малку, дори јас да го исечам зеленчукот. Ајде уште еднаш да ги помешам. Одлично. Фино. Добро. Ајде сега да исечам сладкиот компир. Вака сакам на покрупни парчиња. Елипсовидни. Значи, многу често луѓето патат од ревматични и артрозни заболувања. Јас лично имам дијагноза ревматоиден артрит од пред, ајде да речам, повеќе од 25 години. Бев помлада за 25 години, а болките и од
отечените дланки беа нешто, што да рече, неподносливо. Меѓутоа, тогаш немав јас сознание за тоа како треба да се хранам, за да тие проблеми си ги намалам покрај терапијата што ја примав. Значи, наутро кога ќе станев, дланките не можев до овде да ги затворам. Отечени, болни, а камоли ова вака да го направам. А бев помлада за 25 години. Кога рамениците исто не можев, да истресам некој чаршав нешто или било што да е. Коленото десно, што да ви кажам, отекуваше и стигнав и до инекции. Тако и да е. Кога почнав да се во оваа област да навлегувам, сватив дека исхраната дефинитивно игра огромна улога во тоа што се случува во моето тело. Јас не сум била со телесната тежина нешто поразлично од ова што сум сега. Зборувам од како ми се изродија децата. Значи не сум имала никој вишок килограми, не знам, па да биде дел од тој проблем. Но проблемот со коските, со раздвиженоста на дланките беше огромен. Летно време дури спиев со ракавици за да можам да обезбедам циркулација на дланките. Од овој аспект на гледање, денешен аспект, си викам како сум можела тоа да си го дозволам. Си го дозволив зошто? Затоа што моето тело беше генерално дехидрирано. Што значи тоа? Јас вода пиев тогаш кога ќе јадев солено. Кога најмалку треба да се пие, фактички. И си правев задршка на водата. А вода вака да пијам нешто на гладно или да си го исплакнам телото наутро со чаша вода, да прочистам, тоа ми било непознаница. Ово што јадев тогаш кога ќе ми текне, значи инцидентно, никако како редовен програм, животен редовен програм. Ке има во корпата на маса ставено разни видови овоше, фактички што ми служи како за украс и ќе овенат и ќе ги фрлам. Тогаш пак ќе кажам, не бев свесна што значи овошето за нашето здравје. А храна која ми беше доминантна, не било благото. Млеко како млеко никогаш не сум пиела, не сум го сакала. Јогурт понекогаш, ама сирењето ми беше моја љубов. Сирење, па да не ве излажам, беровско сирење, прекрасно на вкус, ама јас го злоупотребував, тоа така се вика. Тоа да јадеш умерено, како што треба, не е страшно. Меѓутоа јас јадев сирење со нешто. Сирење со граф, сирење со лубеница, сирење со се и се што. Тука настанале моите проблеми, затоа што јас сум си го закиселувала телото цело време, пред се од непиење вода, дехидрирано тело, нејадење свежо овоше, нема значи алкалност, нема ензими. Фала Богу, салати сум јадела цел живот во доволна количина, тоа било еден добар момент во мојот живот, дека салатите ми биле навистина присутни. Еве сега и ова ќе користам во зеленчукот, користете и вие. Ова не е само ротквицата за во салати, и за подготовка на прилози кон месо, кон риба и така натаму. Многу е вкусно и корисно. Само да не треба зеленчукот премногу да се убива термички. И јас сватив дека кога ќе постев за време на пости, болките мои ревматични горе-долу исчезнува. Значи тогаш не се јаде сирење. Како минуваа годините, сватив и како почнав да изучувам оваа наука, сватив дека сирењето ми ги правело болките, ама пак ќе кажам, базата било тоа што јас не сум пиела вода
не сум јадела свежо овошје и далеку сум била од онаа моја формула што викам В вода секој ден, овошје секој ден, за зеленчук секој ден. Значи, тоа е она што ќе го хидрира телото, што ќе го алкализира, што ќе му даде ензими, ќе му даде живот. Јас тогаш имав огромен проблем со празнење на дебелото црево. Значи, обстипација или капс народски кажано, на недела дена, на 10 дена празнење на дебело црево. А сето тоа е една приказна. И нормално, реуматоидниот артрит си го правеше своето, лекарство еден тон и така натаму. Како почнав да ги почитувам правилата на природата, односно да се хранам по овој трк што ви го кажувам веќе 25 години, јас не земам никаква терапија за реуматоидниот артрит и немам никакви проблеми. Да, знае да ме клjuцне ова коленото од време на време, затоа што пред 2 години, ете така, случајно паднав, се сопнав и сега таа физичка повреда малку си има своји, нели, како последици да речете, го мешам и зеленчукот. Еве вака бои најразновидни. Оваа прекрасна чинија е од нашиот пријател Стоковната куќа Мос. И еве се што гледате, се што користам прибор, се е буквално од земјата на чудата. Тоа е Стоковната куќа Мос. Ставам исто и овде бибер, ставам црвен пипер, па може малку и куркума да додадам. Ајде да видиме каде ми е куркумата. Еве куркумата. Еве вака. Еве вака. Масло ќе додадеме. И сега сме спремни, подготвени да инстаме, термички да обработуваме прво месото, па потоа зеленчукот и така. Ајде сега масло да ставам на тавата, масло на средна температура и сега ќе ги ставам мефцата. Сакам да кажам, главна работа за да си ги обновиме врзивните ткива на коските, да ја подновиме рскавицата, треба телото да го хидрираме, значи без 2 литри вода во денот да не бидете. Ама водата треба да се пие највеќе на гладен стомак, а кога јадеме би било добро, го се со мало парче пробав, значи водата се пие на гладен желудник. Наутро почнете го денот со чаша вода, ама не студена, значи убаво е да е млака водата, може со малку цедено лимонче внатре, не е никаков проблем, може од вечер одстоена вода со карамфилче, со парче ѓумбир, краставица и така натаму и на гладно да се испие вода. Да го хидрираме телото, да го исчистиме од внатре, да направиме таа хигиена од внатре. Сега ќе ставиме малку соја сос, да помага варењето на храната. Ќе ставам и балзамико малку сос. Сите овие се зачини веќе кај нас познати, иако се од истокот, а од далечниот исток луѓето генерално се хранат многу поздраво. Овие мали чинивчиња што ги видовте, се разбира се од Стоковната куќа Мос и навистина се многу симпатични, убави за мерак.
Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно, се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. Потполно различно. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Производството на здрава храна е иднината на човештвото. Еден од главните фактори за спас на светот сметам дека е здравата храна. Затоа, биди дел од иднината. Запишете се во училиштето во кое што ќе научите како се произведува здрава храна. Бидете другари со животните. Запишете се во најдоброто средно училиште Баке Миладиновци, најдоброто ветеринарно училиште во Македонија. И се дружиме. Училиште со најубав двор. Училиште кое е дел од природата. Учете во школа кое што има собствена зоолошка градина. Уписите се наскоро, а за повеќе информации јавете се на бројов или пишете им на нивната имейл адреса. Ве очекуваат. Во овој сос да ги провртиме малку. Добиваат на боја, на вкус и така. Уште малку и ќе ги извадиме, па ќе го ставиме зеленчукот да се динста. Значи, како што кажав, за артрозите треба телото да се хидрира. Се повеќе жени, посебно жени, по губење на циклусот страдаат од остеопороза, затоа што нивото на женските хормони паѓа, а тие се заштитници на коските, како и да е. А ако се храниме како што треба, во кој ќе доминира свежата храна, ќе имаме доволно вода во рамки на денот правиме заштита за нашите коски и од артрози и од артрити. Еве, готови ми се мивцата. Ги вадам и на нивно место ќе оди зеленчук. Ајде сега зеленчукот да си го подготвам. Во маслото каде што се правеа мивцата. Ќе гледам прво да ставам морков и сладок компир. Тиквичките на крај да ги ставам, ама ако успем, ако не, сите топтанче. Еве сега целиот зеленчук го додавам и ќе пушти вода тиквичката прилично и тоа е добро за да омекнат убаво сладкиот компир и морковите. Кога имате добар прибор за работа, многу станува лесно готвењето, а овие прибори што ги гледате од тенџере до длабоки здили, до длабоки чини и сето тоа од соковната куќа МОС.
Сега еве како што кажав, секој пат ќе имам идеја нешто да додадам. Еве сега ќе додадам лукче вака на крупни надлежни парчиња. И ќе го дополнам вкусот на зеленчукот со вкус на лук. Еве вака. Знаете колку е здрав лукот, што се однесува и до артрозните промени и артритните промени. Значи лукот е добредојден лек, природен. Еве вака. Ко ставив и лукот, сега го враќам месото назад. Едно по едно парче на многу тивок оган. Враќам назад. Ама замириса лукот, во нос ме удри. Толку е силен, браво. И сега ќе ставам и водичка малку и ќе чекаме да се задинста. Ете, доволно. И сега оставам да се динста така на некоја средна температура, еве го на 120 степени. Ајде, дури ни се подготвува нашето мевце со зеленчук, да ја спремам салатата. Значи, при артрозните проблеми и при артритните проблеми, домат не треба да се конзумира еден период. Во однос на свежа салата, краставица може, зелени листови може, рукова, зелката, морковот рендан, цвекло рендано и така натаму. Слободно може да ги користите. Јас сега ќе се обидам да направам една фина декорација со нашиот свеж зеленчук овде. Салата од краставица. Потоа морам да нагласам дека марулава сега што ќе ја користам е од домашно производство. Татко и мајка на Ивана во сопствениот двор си одгледуваат зеленчук. Оваа марула е точно таму од нивниот двор. Значи не прскана, природна и така. Значи еве пак ќе повторам, домати еден период малку трнете ги од употреба, затоа што имаат состојки кои што делуваат воспалително при артритот. Така да еден период и да абстинираме од нив, ништо страшно. Или да се користи во помала количина, не онака како што знаеме ние. Шопска салата, па и сирење, па и се живо и диво внатре. Малку внимателно ако сакаме да имаме подобрување, нели? А сакаме сите да ни е поубаво. Да немаме болки. Друга храна која треба да се ограничи сокови пиење, газирани, негазирани сокови. Сите наполитанки, не знам ти, било какви чоколади и така натаму, сето тоа делува воспалително при вакви промени, ревматични и така натаму. Значи треба да се внимава да намалиме со овој вид на храна, а јас би рекла и да ги исклучиме. Посебно газираните напитоци и џусевите соковите имаат висок кисел pH фактор и така натаму, да не објаснувам, исклучете ги еден период и ќе видите колку бенефит ќе си имате за сопственото здравје. Друго што треба да се внимава, значи општо земено шекерот како таков.
да внимавате да не го користите и се што е со него направено. Сега сладолед ќе си правите сами дома од овошје и може кокосово, значи кокосов путер да добие на густина и така тоа, јатки може да ставате внатре и така натаму. Што се однесува до друг вид на храна што е вака, ајде да речеме здрава, а не треба при овие состојби да се користи, сите оние што се извори на омега-6 есенцијална масна киселина. Ајде сега да ја зачиним и салатата. Малку сол. Малку биберче нека има. Ете така. Љуто да јадете, вие што имате проблеми со ова што зборувам денес. Масло маслиново, масло од сончоглед да одбегнете. Масло ленено користете, масло од семки од тиква користете. Ете така, ајде сега малку и балзамиково црче да попрскаме. Салатата значи ни е готова. Сакам да исечкам малку и Макдонос. Сакам Макдонос да ставам во нашето месо кое веќе е готово, како што гледате. Исклучено е месото со зеленчукот. Ајде малку Макдонос на салатата. Макдоносот треба да си го користите. Правете си чај од Макдонос, затоа што има диуретско својство, ќе ве натера да мокрите почесто, да не правите задршка на течности во организмот. И може, значи, и вака да го користите Макдоносот, но исто така и како чај. Еве ќе ставам јас и во нашиот ручек од Макдоносот. И тоа е тоа. Салатата, значи, еве ни е ова, а сега останува да си го сервираме главното јадење. Компанијата SC Johnson ни ги нуди овие прекрасни производи, посебно производите Аутан Junior за дечиња и за луѓе со многу чувствителна кожа, затоа што во состав на овие средства, кои што не штитат од комарци и други инсекти, имаме алоe вера и глицерин. Се е дерматолошки тестирано, сигурно, имајте си дома, заштитете ги децата, а и вие самите од тие бодежи од комарци или било какви други летачки инсекти. Овие средства се наменети за дечиња постари од 2 години. Ајде сега да го сервираме нашиот денешен оброк во ова преубава чинија од стоковната куќа Моз. Навистина ми е мерак кога имам вакви садови за декорација, за готвење, за што и да е. Просто уживам и во готвењето, и во декорирањето, затоа што како што е во разновидни бои овој наш зеленчук овде, така и овие чини имаат различни бои, дури се мислам во која чинија сега да сервирам, што ќе ми одговара повеќе на денешниот рецепт. Така да изборот е голем и затоа ќе си појдете во стоковна куќа Моз, побарајте она што вам ви е потребно, а верувате толку инспирација ќе добиете што и некои други нешта ќе ви се допаднат, па ќе си ги земете за вашиот дом. Еве уште малку ќе ставам, нема да ја ставам целата количина, нели? Сакам да биде фино издекорирано. Еве ова е нашиот денешен оброк. Преубав, сервиран во преубава чинија. Стоковната куќа Моз навистина има долгогодишна дестинација за квалитет и доверба. Има голем асортиман на разни производи за кујна, бања, декор, мебел, комоди и многу повеќе. Сакам да кажам дека имаат фантастично осветлување од фирмата Глобо
Австрија, Есто, Австрија, Фумаџали, Италија. Но Асфоур, кристал, се мали декорации и лустери, замислете од чист кристал, позлатени со 24 каратно злато од Египет. Сега, како што ви реков, на крај нема да правам класичен десерт, туку ќе направам пред се еден напиток кој што ќе биде навистина освежувачки, а од друга страна фактички ви кажувам како да си направите сами дома и што ќе ве чини многу поевтино да пиете вистински С-витамин, односно натриум аскорбат. С-витамин, натриум аскорбат е фактички С-витамин во минерална форма со алкален pH фактор над 7,5. Како го подготвувам? Како што гледате, лимон ќе биде една од состојките која влегува во овие напитоци. Покрај лимонот ќе користам веќе и познатата куркума, малку бибер, ѓумбир и главните состојки што ќе ми дадат натриум аскорбат се овие двете овде. Ова е С-витамин во прав или аскорбинска киселина, ова е најобична сода бикарбона. Ги мешаме во сооднос 2:1 во полза на С-витаминот во прав или на аскорбинската киселина. Аскорбинската киселина има инаку 2,8 до 3,2 pH фактор, а содата бикарбона е многу базна. Кога ги ставаме заедно, добиваме pH околу 7,5, 7,6 и така натаму. Еве, ова е отприлика количина на С-витамин во прав. Исто толку и во другата чаша ќе додадам. Значи, половина од оваа количина треба да ставам од содата бикарбона. Како суви материи сега, еве и овде. Сега, ќе ставам од содата бикарбона половина од тоа што ставив од С-витаминот. Ова е отприлика тоа половина, ова е тоа половина. Ќе ставам сега од лимонот што го исцедивме по некоја капка и имаме реакција, нели? Еве вака. И ќе причекаме малку. Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно, се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. Потполно различно. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Производството на здрава храна е иднината на човештвото. Еден од главните фактори за спас на светот сметам дека е здравата храна. Затоа, биди дел од иднината. Запишете се во училиштето во кое што ќе научите како се произведува здрава храна. Бидете другари со животните. Запишете се во најдоброто средно училиште Паке Миладиновци, најдоброто ветеринарно училиште во Македонија. Се дружиме?
Училиште со најубав двор. Училиште кое е дел од природата. Учете во школа која што има собствена зоолошка градина. Уписите се наскоро, а за повеќе информации јавете се на бројов или пишете им на нивната имейл адреса. Ве очекуваат. Затоа помалку ставам за да не ми отиде пената нагоре над преку чашата. Ке почекаме малку. Во едната чаша сега сакам да додадам малку куркума. Ова е куркумата. Отприлика. Доволно. Ке додадам малку бибер за да се стимулира работата на куркумата. Вика со додавање на бибер, опа, ми отиде малку повеќе. Кога додаваме бибер во куркумата, дејството и се зголемува повеќе кратно. Ке ставам малку и од ѓумбирот во прав. Така сосема малку, задоволително. И сега промешуваме. И овде промешуваме. Значи пената горе-доле се намали. Додавам сега овдека малку повеќе од лимонот. Овде помалку затоа што веќе има свој антиоксиданси со куркумата и така натаму. Сега ми останува да додадам вода. И овде. И сега добивам фактички сокови кои што се алкални. Повеќе вода ке ставам затоа што куркумата е многу јака и биберот исто така. Ова ми е чисто лимон цеден, сода бикарбонат, С витамин во прав, натриум аскорбат чист. Овде е зголемено дејството, во смисол на дејство антиреума и така натаму, затоа што имаме куркума, имаме бибер и имаме ѓумбир во прав. Ајде сега овошната салата да ја подготвам и фактички правиме еден оброк овошен, кој што е алкализаторски, кој што кај ревматични заболувања е добре доедено, затоа што се ова што ќе ставиме во овошната салата има алкален pH фактор. Во овој случај ќе користам банана, малку кајси, крушка и јаготките. Да знаете, јаготката има фантастично дејство на позитивно, во смисол помага при вакви заболувања, им помага на бубрезите. Бананчето отиде. Може да правите и смути, може и вака овошна салата. Јас најдов за згодно сега да направам овошна салата, значи да јадам овошна салата и да си го пијам сокот и си правам еден ритуал кој што ми носи добробит за моето здравје. Значи да одбегнувате некои нешта што вака се релативно здрави, ама за ваквите состојби на организмот, артрози и артрити не се благопријатни, тоа се сите оние храни кои содржат омега-6 есенцијална масна киселина. За жал тоа е сончогледот. Сончогледовото масло треба поретко да се користи, на сметка на тоа може да користиме масло маслиново. Потоа, исто така, пченката има многу омега-6 и таа исто така е воспалителна за вакви состојби, треба да се одбегнува. Портокалот, цитронот, односно грејпфрутот треба да се одбегнуваат како овошја. И другите овошја горе-доле се во ред. Семките, еве сега што ќе ги ставам од тиква, се одлични. Значи, семките сончоглед ќе чекаат малце. Не е да ги исклучите, но да не ви бидат апсолутно секојдневни.
Еве сега ќе ставиме и малку крушка. Некако мислам дека луѓето многу ретко ја јадат крушката. Може би и заради цената што е горе-доле малку височка, ама мислам и дека немаме навика да јадеме крушка. Јас сега јаболко не ставам овој пат, затоа што јаболкото ми е мене буквално секојдневие, без разлика на сезоната, па сега не морам ни во оваа овошна салата да ставам. И сега на крај се разбира јаготките, со петелчињата извадени, сега е сезона нивна, може и друго овошје се разбира. Само реков портокали, не, лимон може. Може и да ставите и киви, ананас, значи јужно овошје по желба. И така. Црешките сега, вишните и во замрзната форма слободно да си ставате. Значи кажав кои храни го придонесуваат за влошување на состојбата, на артрозните промени, а еве едно од нештата што помага се ваков сок да се пие секој ден. Значи дали овој без куркума или со куркума уште подобро, значи на дневно ниво таков сок да се користи, а не ве чини ништо, тоа не е некој напор. Значи С-витаминот во прав е многу ефтин, го има во аптеките, во одредени продавници. Значи се наоѓа многу лесно и ви препорачувам да си го правите овој напиток, да си јадете вакви овошни салати или да правите овошни каши на база на овошје во секојдневие, за да си придонесете за алкализација на телото, за хидрирање на телото. Со самото тоа многу си помагате за овие проблеми што ги имаме. Намалете на храна што ја влошува состојбата. Млекото и млечните одбегнувајте ги, кисело млеко во ред од време на време, сирења тврди да одбегнувате максимално што е можно. Неколку зборови за ова средство, електричен апарат со течност, кој што ќе не штити од комарци во нашиот дом и преку ноќ, дури и да оставиме отворени прозорци, 30 метри квадратни ги покрива без проблем. 30 дена му е рок на трајање, значи нема потреба од дополнително ставање на течност. Имајте го дома, одличен пријател ќе ви биде, еве иде летото, а летото и комарците едни со други се дружат. Сега е тонуслебот на ред. Еве го плавиот, кој што нема воопшто квасец. Јас го препорачувам во моите програми за исхрана. Кај оние посебно што имаат здравствени проблеми, овој, значи, плавиот синиот леб, бидејќи нема воопшто квасец, а се разбира и сите други. Другите лебови имаат нешто, многу малку квасец имаат. Малку зејтинче на сите, црвено пиперче, малку сол ќе ставам и сега ќе влезе во состав на нашето главно јадење. Еве вака, еве вака. И ова е готово нашето јадење денешно. Ете, тоа беше се за денес. Се надевам овој рецепт ви се допадна. Да им се заблагодарам на нашите пријатели кои ни го подкрепуваат постоењето на 1001 оброк. Тоа е стоковната куќа МОС со широката палета на своите производи кои ви го разубавуваат домот. Тука е и жито центар со тонуслебот. Тука е и компанијата SC Johnson со Рајт и Аутан како своји брендови и тука е АИА и со консалтинг. Бидете ми поздравени, имајте убав ден, уживајте во друштво на вашето семејство, одете некаде и на прошетка во природа, едноставно опуштате се.